Почитувани граѓани, почитувани медиуми, во моментов се одржува аукцијата за трето поред задолжување на новата министерка Нина Ангеловска откако е министер за финансии во последните 45 дена. Денеска Заев и Нина Ангеловска ќе задолжат државата за нови 53,6 милиони евра. Денеска Заев и Нина Ангеловска уште повеќе со ова задолжување ќе осиромашат државата и граѓаните на Република Македонија. За само 45 дена министерката Нина Ангеловска по наредба на Заев ја задолжија Република Македонија и граѓаните за над 150 милиони евра. Тоа е во просек над 3 милиони евра дневно задолжување во изминативе 45 дена. Психолошката граница на долгот одамна е помината. До сега никаков проект немаме видено дека се реализирал или дека воопшто почнала реализација. Кој е од корист на граѓаните. Реализацијата на капиталните инвестиции заклучно со месец август е ниски 28%, што е најниско во историјата до сега. Додека државата енормно се задолжува, економијата доживува крах и распад, а криминалот и корупцијата цветаат. Додека граѓаните преку сиромаштијата ги трпат последиците на задолжувањето од страна на неискусната министерка и незиниот наредбодавач Заев, гледаме јавно на снимки како премиер и министри земаат мито, гледаме како се местат тендери секој ден, гледаме како се рекетира на секој чекор од страна на функционерите на власта. Почитувани, погрешните политики во економско-финансискиот дел на владата, неискуството на новата министерка и криминогениот начин на работење на премиерот и функционерите на СДСМ доведуваа до пропаст на економијата и иселувањето на граѓаните. Над половина милион граѓани живеат во сиромаштија, а толку се иселија. Затоа потребна е коренита обнова на Македонија и домаќинско работење со државната каса од луѓе со искуство и визија. Тоа ќе се случи веднаш откако СДСМ ќе падне од власт. Дали има прашање? Нема, благодарам.